На 5 месеци до изборите и нешто повеќе од 1 месец до техничката влада, партиите на големо се подготвуваат, мерат и прават анкети за кандидатите носители на изборните листи за предстојните парламентарни избори, а се лицитира и со имиња за председателски кандидати. Откако стана јасно дека во првата изборна единица ќе се соочат Димитар Ковачевски и Христијан Мицкоски, се очекува потпредседателите на двете партии да ги предводат листите во останатите изборни единици. Сепак, каков ќе биде редоследот на листите во СДСМ најмногу ќе зависи од тоа дали на парламентарните избори заедно ќе настапат со Демократската унија за интеграција. Се очекува и одлука дали ќе имаат консензуален кандидат за председател, но влијание ќе има и одлуката на Алијанса за албанците, дали ќе настапува самостојно на изборите или ќе им се приклучи на двете партии. Во меѓувреме се прават и последните калкулации за составот на техничката влада. Техничката влада е законска одредба. Немојте да сметате дека не постои комуникација помеѓу сите политички партии во парламентот застапени. Така да тоа ќе биде откако партиските органи ќе заседаваат нормално, ќе има средба која што ја веќе кажав дека нема да биде најавувана преку медиуми, бидејќи такви средби не треба да се најавуваат преку медиуми. Се очекува наскоро највисоките партиски органи на ВМРО ДПМН да одлучуваат за нивното учество во техничката влада. Од партијата сепак не се откажуваат од барањето таа да се укине после изборите. Периодов кој што следи ќе имаме состаноци во рамките на партијата, извршени од Централниот комитет. Тоа е мој став. Ќе видиме сега како понатаму ќе се развива тоа, каков ќе биде ставот на извршниот и Централниот комитет. Ценам дека е потребно учеството на ВМРО ДПМН во техничката влада. Но изборите уште од сега се проблематизираат бидејќи Државната изборна комисија е нецелосна. Местото кое треба да и припадне на албанската опозиција се уште е празно. Премиерот Ковачевски ја прозва комисијата за избори и именувања, која е надлежна за ова прашање. ВМРО ДПМН пак веќе предупредија дека власта со ова се обидува изборниот процес да го направи нелегитимен и нелегален.